Го следите најновото издание на регионалните вести прво за оваа работна недела. Во службата за итна помош во Гостивар нема доволно лекари. Работата особено се отежнува за време на ноќните дежурства, кога за помош се обраќаат до 100 пациенти, а лекарите добиваат и повици за итни интервенции на терен. Итната помош во Гостивар се соочува со недостиг од лекари. Од службата која пружа 24 часовна медицинска помош за целиот Гостиварски регион, велат дека состојбата е алармантна и дека е неопходно да се вработи дополнителен лекарски кадар. Во текот на ноќните дежурства, кога има и до 100 пациенти, лекарите едва постигнуваат да ја пружат потребната помош. А за кадар обично за лекари е дефицитарен и за сетно најургентно што е алармантно е за лекари. Например, ние овде 20 лекари дежураме ноши, а покриваме на 120 пациенти и плюс терен имаме. Значи тоа е многу значи нема покара 4 до 5 лекари, тоа ургентно треба. За дефицит на кадра не може да земе одмор. Значи за лекари беше највише проблем. Идната медицинска помош има потреба и од медицински сестри и технички персонал, но сепак најалармантен е недостигот од лекари. Дополнителен стручен персонал е потребен и во други оддели на установите од јавното здравство во Гостивар. Гостиварец најден починат на улица, повредени луѓе поради семејно наследство и сообраќајка, бележи полицијата во изминатото деноноќие. Информација и за 27-годишникот Ларце, кој е приведен откако со возило Нисан одбил да застане на полициска контрола. По приведувањето во возилото се најдени и 2 кубни метри дрва без соодветни документи. 10 минути по полноќ на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар пронајден е паднат 67 годишник, кој не давал знаци на живот. По пријавата до болница со медицинско возило, починатиот пренесен во Гостиварската општа болница Ферит Мурат. Бидејќи на безживотното тело немало видливи повреди, по увидот предадено е на неблиските за погребување. Во семејно населство повредена е 27 годишна жена. Околу 1 часот и 30 минути во полициската станица Тетово пријавено е семејното населство врз жителка од Тетовско село, што го извршил нејзиниот 27 годишен сопруг. Набргу по пријавувањето, сопругот лишен е од слобода и задржан за натамошна поставка. Додека сопругата од најблиските е пренесена во Тетовската клиничка болница за окажување на лекарска помош. Повреден во сообраќајка има откако вчера околу 1 часот и 50 минути на регионалниот пат Јагуновце-Желино, патничко возило Volkswagen Golf со тетовски регистерски таблици, управувано од 35-годишникот Раотинце. Изгубило контрола, излетало од коловозот и удрело во бетонски столбови и жичана ограда, пошто се превртело на покрив. Возачот со возило на брза помош пренесен е во Тетовската клиничка болница за окажување на лекарска помош. Се утврдува причината за излетувањето, околностите и се друго поврзано со оваа сообраќајна незгода, информираше денес СВР Тетово. Тетовската полиција информира дека викендов била организирана уште една превентивно-информативна средба со планинарските друштва од регионот. На близу двочасовната средба, иницирана од Одсекот за превенција на секторот за внатрешни работи Тетово, на која присуствувале раководствата на 4 тетовски планинарски друштва со над 500 члена, Љуботен, Тетекс, Мальсија и Аргентус Монт, тие поблизу биле информирани дека пожелно е однапред да ги пријавуваат нивните тури и конкретно да наведат каде точно ќе се движат и колку и каде ќе се задржат. Ова посебно во есенските и зимските временски услови, а во функција на лична и заедничка безбедност на планинарите. Представниците на тетовските друштва пак ја поздравиле ваквата иницијатива и се заложиле дека истото треба да се однесува и на друштвата кои не се од подрачјето и кои требало и нив да ги запознаат за секоја тура, зашто наскоро ќе побарале и законски измени. Тетовските планинарски друштва исто така искажале и потреба да се потпише заеднички меморандум за соработка помеѓу Федерацијата на планинарски спортови, Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за млади и спорт, со што би се зајакнала, унапредила и севкупно би се збогатила на тамошната афирмација на планинарските спортови во регионот и пошироко во државата, се вели во соопштението на СВР Тетово. Референдум 2018.
Општинската организација на СДСМ од Тетово денес одржа пресконференција по повод почетокот на кампањата за референдумот во Македонија, кој што ќе се одржи на 30 септември. Денеска официјално започнува кампањата за референдумот. Во изминатиот период беа реализирани голем број на активности кои имаа за цел да го доближат значењето на оваа историска шанса за нашата држава, да ги објаснат придобивките од договорот со Грција и да ни покажат дека конечно одиме напред. Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз Тетово е организирана најдобро што може да одговори на сите активности кои ќе бидат спроведени со една цел – да се информираат граѓаните за значењето на референдумското прашање. Владата на Република Македонија, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, и ние, како нејзини локални представници овде во Тетово, имаме полн капацитет да одговориме на сите прашања на граѓаните и да реализираме една мирна и позитивна кампања каква што заслужува ова историско прашање. Јас ја имам одговорната улога да бидам шеф на општинскиот штаб и да ја координирам кампањата за референдумот. Ветуваме сериозни, посветени и мирни денови на кампањата. Граѓаните ќе ги известуваме за секоја наша активност за да одговориме на прашањата кои тие ги имаат. Првиот чекор од последната фаза на кампањата започнува денес. Победата ќе ја славиме сите заедно, зашто ова е наша заедничка победа, победа за нашата татковина. На 30 септември ќе донесеме одлука за Европска Македонија. Подпредседателката на Собранието на Република Македонија Фросина Ременски одржа трибина во Тетово. Таа на граѓаните им порача дека на 30 септември треба да го искористат нивното уставно право и да гласаат на референдумот, прашање кое е поврзано со еднината на државата. Со гласањето за договорот за името со Грција на референдумот закажан за 30 септември, граѓаните практично ќе го отворат евроатланскиот пат на своите деца, рече Фросина Ременски, подпредседател на Собранието, на трибината која се одржа пред споменикот на револуцијата во Тетово. Таа додаде дека евроатланскиот пат на Македонија е прифатен од сите партии и затоа граѓаните нема потреба да имаат дилема како ќе се изјаснат на овој референдум. Денеска како дел од кампањата за Европска Македонија сме во Тетово. Остваривме средби со голем број на граѓани, имавме трибина со младите, за да споделиме се она што имаме да им го кажеме и да им го порачаме на граѓаните, а што се однесува за изборот што треба да го направат на 30 септември на референдумот. Тука сме да им порачаме дека нивното уставно гарантирано право на референдумско изјаснување, на непосреден референдум за иднината на Република Македонија треба максимално да го искористат, затоа што ова не е прашање кое што ги тангира партиите, туку е прашање што ја тангира иднината на Република Македонија и следниве генерации. Со излезот на референдумот на 30 септември, во кој што граѓаните ќе се одлучат каква иднина сакаат за своите деца и за себе, ќе допринесат да се отвори евроатланскиот пат за Република Македонија, што воедно значи и отварање и исполнување на стратешките цели и интереси на Република Македонија, тоа е членството во Европската Унија и во НАТО, што се едногласно поддржани и прифатени од сите политички партии во изминатиот период. Затоа сакам да искористам приликата да ги повикам граѓаните на Тетово на 30 септември да си го искористат своето загарантирано право на глас и да определат каква иднина сакаат за Република Македонија. Пратеничката од Тетово од редовите на СДСМ Татјана Лалчевска истакна дека со договорот за името со Грција се зачувува идентитетот и македонскиот јазик. Со денешниот собир на жените од општина Тетово сакаме да испратиме јасна порака до сите граѓани на Република Македонија за тоа каде ја гледаме нашата татковина во иднина и за фактот колку е важен договорот со Грција, за спорот со името, договор кој што беше камен на сопнување, договор кој ја кочеше Република Македонија да оди напред и 3 децении да биде изолирана во обид постојано да се докажува дека постои на ова парче земја наречено Македонија. Затоа, сите треба да бидеме задоволни
од овој постигнат договор, кој што беше направен преку тешки преговори. Сите сме свесни за влогот и знаеме дека ова е најдоброто можно и фер решение за граѓаните на Република Македонија. Ова е реален влог во нашата и во иднината на сите граѓани и сите млади луѓе во нашата татковина. Со договорот го расчистуваме патот на Република Македонија за влез во НАТО и Европската Унија. Договорот го гарантира правото на македонците да се определуваат како македонци, така што македонскиот јазик и македонскиот идентитет се потврдени и тука нема повеќе оспорувања. Затоа, ова е историска можност за сите нас. Одговорноста е голема и треба секој да излезе, да донесе одлука и на 30 септември да избере за подобра иднина и за Европска Македонија. Сето тоа би значило подобар економски стандард, поголема безбедност и сигурност за граѓаните на Република Македонија, поголеми странски инвестиции, а со тоа и отварање на нови работни места. Членството во НАТО и во Европската Унија е можност да се изгради едно современо европско општество и држава со европски правила. Пред одржувањето на трибината во текот на вчерашниот ден, подпредседателката на Собранието Ременски одржа повеќе средби со граѓани на Тетово. Референдум 2018. Денес имавме сончево време со умерена облачност и со засилен северозападен ветер. Утринската температура се движеше од 10 до 19, а дневната од 25 до 32 степени Целзиусови. УВ индексот изнесуваше 7. И утре ќе имаме сончево, стабилно и суво време. Утринската температура ќе се движи од 11 до 21 степен, дневната од 27 до 33 степени Целзиусови. УВ индексот ќе биде со вредност 6. Регионалните вести ги завршуваме овде. Благодарам што ги гледавте. Пријатно.